И Општина Центар дава субвенции за полагање возички испити за Б категорија. Со мене во емисијата е и градоначалникот на Општина Центар. Добре дојдовте и се надевам дека ќе има интерес за субвенционирање за полагање на возачки испити. Имате критериуми и по принцип додека се исцрпат средствата обезбедени за оваа субвенција. Благодарам на поканата. Општина Центар се грижи за сите жители во општината. Имаме доста субвенции, почнувајќи од најмладите, но и највозрастните. Да, ова е една новост. Почнавме во месец февруар со повик за субвенционирање на нашите млади идни возачи. Недозволиво е да позади воланот седат млади кои што немаат положено возачки испит. И како општина решивме после сите оние немили настани кои што се случуваат по сообраќајниците улиците да изнајдеме начин и одвоиме финансиски средства од 5 милиони денари со кои што ќе ги субвенционираме нашите млади возачи. Грижата за сообраќајот е на највисоко ниво и безбедноста мора да биде на највисоко ниво и не дозволува да младите се сегнуваат да седнат позади воланот без положен возачки испит. Поради тие причини ја воведовме оваа нова мерка каде што субвенционираме 10.000 денари на нашите млади кои што се родени во 2007 година, односно во 2025 година ќе напунат 18 години. Условите се едноставни со тоа што се доставува лична карта, трансакцијска сметка. Истите млади мора да бидат жители на Општина Центар, но и да полагаат, односно автошколите бидат регистрирани на територија на Општина Центар. Едноставен е начинот за пријавување во нашата архива. Интересот досега е задоволителен. Имаме над 20 пријави кои што се стигнати до општината и самиот повик трае до исцрпување на финансиските средства, односно до крајот на самата година. Се знае од прилика општината со колкава бројка на потенцијални оние што може да аплицираат, па средствата би ги опфатиле тие и повикот е до крајот на годината, односно на 25-та година, односно до исцрпување на средствата. Но доколку има повеќе интерес се пројави од овие средства, ќе излезете во пресред? Да, средствата направена анализа пред да се почне со самиот повик за бројот на наши млади кои што оваа 2025 година ќе напълнат 18 години, земено е во предвид тоа и така е конструиран самиот буџет. Верувам дека истиот ќе ги покрие сите оние барања кои што ќе бидат достигнати, доставени до самата општина. Дури се размислува доколку не бидат исцрпени да видиме можност за измена во програмот и олабавување на условите, дали може да се опфатат и лица кои што имаат и над 18 години, а во моментов имаат доставено документи од почната процедура за полагање на возачки испит. Субвенционирањето и во повеќето општини, секако Општина Центар, па бидејќи е и специфична, треба малку повеќе во велосипеди, субвенционирање тротинети, таква е конфигурацијата на општината да се намали бројот на возилата и она алтернативни превозни средства. Каква е сега состојбата? Тоа не е најголема цел и предизвик да ги менуваме навиките на младите, но и на повозрастните и да повеќе користиме велосипеди и тротинети како превозни средства. Пред се да ја заштитиме здрава животна средина, а и јас секогаш велам и јас користам многу често велосипед, многу побрзо се стигна до определени места, не ни треба паркинг, а и не ја загадуваме околината, но и физички сме поактивни. И затоа општината за оваа намена веќе неколку години поред, а и сега во понеделникот е пуштен и овој повик за субвенционирање на велосипеди и тротинети на нашите жители и не се само овие субвенции. Сега е актуелно дополнителни вонредни контроли по стамбени објекти и слично. Ние како општина во моментов ги подготвуваме за кратко време ќе ги пуштиме и повиците во делот на субвенционирање на крови, лифтови, фасади за стамбените објекти и како што кажав на почетокот, нашата грижа е за сите, почнувајќи од најмладите па и највозрастните. Во делот на најмладите субвенционираме 7.000 денари за секој новороденче во општината чии родители се жители во
во самата општина, но дополнително ги субвенционираме и највозрастните со еднократна парична помош која доделува општината на пензионери кои што земаат пензија до 22.800 денари, мислам. Истиот повик планираме и тој да биде пуштен во текот на наредните неколку месеци и истиот ќе се промовира и ќе ги повикаме и нашите повозрастни жители. Јас ви благодарам за разговорот. Ви благодарам на поканата.